Здраво, дечиња! Како сте? Добри ли сте? Се сеќавате на мене? Така? Добро, еве неповторно со една игра и со една приказка за вас, најмалите дечиња, што останувате дома. Јас денеска, само накратко ќе ве прашам нешто. Дали вие, дечиња, знаете кој празник се наближува? Да? Сега јас ќе ви раскажам една приказка за тоа како Росица, вашето другарче, се подготвувала за празникот Великден. Па нели, дечиња, на прагот ни е најголемиот празник Великден. Се радувате ли вие на празникот? Да? Добро. Еве вака сега јас ќе ви кажам како Росица заклучила, дошла до едно сознание дека Великден може да дојде. А вие, дечиња, подготвени сте ли за да дојде Великден? Да? Добро. Ајде сега, слушнете ја прво една кратка приказка за вашето другарче Росица. Од време на време Росица знае многу чудесни прашања да поставува. Сакал неќел, тогаш дедој во небрано заглавувал. Тоа вам сигурно неверојатно ќе ви звучи, ама токму такво нешто и денес се случи. Од постелата стана палавката наша, се стрча кај дедој и пред сите го праша: животните и птиците во шумата, дедо, и тие ли Великден го празнуваат? И дали нивните дечиња на празникот му се радуваат? Добриот дедо својата внука никогаш не растажува. Да, прашањето го збуни, ама сепак почна да ја раскажува. Да, денес уште рано и рече, само што пукна зората, шумскиот поштар зајакот ваква вест разнесе низ гората. Великден е на прагот. Ајде шумски свете, великденски јајца да вапсате и да наберете здраве цвете. Ранобудната верверичка веста прва ја слушна. Ги разбуди сите своји дечиња, ги погали и ги гушна. Потоа ја зеде кошкиничката и, скокајќи од гранка на гранка, појде да побара јајца од соседката фазанка. А зајачицата сноп здравец дома довлече и за своите 3 палави дечиња празнично ги облече. Дори тогаш зајакот гласник на врвот од ридот појде. Се е подготвено, викна гласно. Великден може да дојде. Дечиња, ви се допадна ли приказната? Да? Сега јас да ве прашам нешто. Слушнете ме сега. Вие, дечиња, дома се подготвувате за Великден? Да. Што е најважно кога ни доаѓа Великден? Па како Росица и како дедој што и кажал, да, најважно е прво да вапсуваме јајца. А вие, ќе вапсувате, дечиња, дома јајца со вашите мајки и баби? Па сигурно, така, деца. Затоа Росица ви вели дека Великден може да дојде. Така, навистина, дечиња, наближува најголемиот христијански празник Великден. Ние оваа година, како сите, ќе си го дочекаме дома, нели? Во кругот на семејството, со мама, тато, баба, дедо, братче, сестриче, и ќе се подготвуваме, ќе вапсувате јајца, ќе подготвувате колачи, торти. Така. Но, јас денес имам една многу убава задача за вас. Ајде да ја слушнете и да ја видите. Прво ќе ви кажам дека вапсаните јајца, убаво декорирани, можете да си ги ставите во едни убави кошнички. Еве како предлог за денес, јас еве што ви подготвив. Еве како да изработите една кошничка за великденското јајце. Можете да
набавите било каков материјал, дали може да биде ребрест, во боја, во која што сакате, потоа еден линеар, лењирче, пенкало или моливче, ножички, лепило, штипки, рафија, тоа е она дечиња како слама, вештачка слама, памукче, мониста, салфетки во боја и некој украс и се знае вашето декорирано велигденско јајце. Што ни е потребно? Ево, видовме, а сега како ќе ја направиме кошничката. Со помош на пластична лента или линеарчето, на задната страна од парчето ребрес картон, ќе повлечеме со пенкало, силно притискајќи 3 линии по вертикална и 3 линии по хоризонтална линија. Линиите треба да бидат на растојание колку што е широк линеарот. Или, поедноставно кажано, треба да направите 9 подеднакви квадратни форми една до една. Тоа се гледа веќе на втората слика, забележувате. Потоа, со ножички ги сечиме по квадратчињата, а на двата спротивни краја ќе го засечиме квадратот по линијата, како што е на фотографијата. Еве долу во кругчето ја гледате? Ете така. Одиме понатака. Тука, на тој дел каде што го свиткавте, му ставаме лепило, ќе го залепиме и полека двата странични краја, двата квадратчиња ги преклопуваме како што е прикажано на сликата број 4 и истото го правиме и од другата страна. Кога ова веќе го направите, забележувате веќе дека кошничката веќе се формирала. Ете ја гледате на сликата број 5. Да. Со штипки или можете со прстињата да си ја фатите, преклопените странички убаво да ги прицврстиме, да ги задржите за да се залепат. И веќе кога на бројот 6 го гледаме дека кошничката е готова, тогаш можеме да си ја ставиме и рачката на кошничката и по некој украсче, сакате машничка, сакате разни перлички и така натаму. Еве погледнете сега како кошничките дошле. Ето го детенцето, во така добиената убава кошничка се ставаме од сламата, рековне, памукче или салфетки, во било која боја декорираното јајце веќе готово. А кога јајцето ќе го ставите во кошничката, можете на некому да му го подарите по повод празникот Великден. Ете така. А знаете ли, дечиња, како се поздравуваме за Великден? Да. Ако не знаете, јас ќе ви кажам, а вие често, многу често ќе го слушате наредните дена кога ќе дојде Великден, поздравните зборови. Христос воскресе и вистина воскресе. Така, дечиња. А јас ви за денес ви предложив и некои за интересни форми на кошнички. Ајде да ги погледнеме. Погледнете, дечиња. Еве, може од било каква друга хартија да си направите кошничка во форма на пиленце или зајаче. Ги гледате ли колку се убави сликите? Еве уште неколку идеи. Овде имаме кошничка кокошка и кошничка петел. Имам уште, погледнете, еве зајчиња. Имаме зајче со морковче и зајче со машничка. Неколку. Имаме уште нешто, еве кошничка како пиленце или кошничка декорирани јајца. И за крај, драги мои дечиња, по повод празникот Великден, јас ви подарувам една убава стихотворбичка, да си седните, да си ја научите, која што е на вистина многу убава. Еве, слушнете ја. Иде убав празник, иде светол ден, камбаните бијат, иде Великден. Великден е празник, пролетен и цветен, радост тој му носи на секое дете. За Великден морам да ви кажам вака, црвеното јајце најмногу го сакам.
Со оваа стихотворбичка, ако сакате нормално, да си ја научите дечиња со вашите дома, да ви помогнат, јас на сите мои деца и сите што ги гледаат овие приказки во Едуино занимална, ви го честитам Великден и ви посакувам се најубаво. Христос воскресе, навистина воскресе. Довидување, деца! Довидување!